Убаво и Навистина ми е многу драго што имаме тука една преубава екипа од Илија Николовски и Луи, предводена од, може да кажам, јас кога растев мојот идол, а верувам дека сега е идол за овие деца тука. Постигнуваат неверојатни светски резултати, за истите ќе разборуваме во продолжение, па добро утро. Добро утро. Може вака ти дадеме предност на Искра. Искра Трпеварсовска, мора презимето уште еднаш ка другото, второто. Тоа е. Да, Искра, од кога вака те немам видено во живо? Прво, добро утро, добар ден до сите вас, до сите гледачи и до режија. Не успеав да се поздравам, извинете ми. Не сум била одамна, ми е многу задоволство секогаш кога доаѓам навамо. Моите почетоци биле со македонската телевизија. И буквално беше тоа 97 во Розови очила. 1997 во Розови очила на македонска телевизија, така да појавувањето, значи медиумски беше преку МТВ, кое што мене навистина ми прави огромно задоволство, сепак е тоа државна телевизија, сепак еден вид на гордост. За нас представува чест што и твоите успеси кои што ги постигнуваш како наставник на овие деца, ги промовираш токму кај нас. За истите успеси ќе зборуваме во продолжение, но прво Анастасија Славковска од мојата лева страна, добро утро. Виктор Георгиев, добро утро, и Викторија Евтимова. Ова ни се децата кои што добија награди, сите различно се наградени, но се високи признанија. Може прво да дадеме еден вовед, каде бевте, што се случуваше, кој сака прв, може со тебе. Нема проблем, Стаси. Повели. За наградата? Да, може за последното, за овие награди, од каде ги добивте, за кои што имаме инсерти, ќе ги видиме и во продолжение. Дипломите. Тоа се овие дипломи. Да. Бевме на надпревар во Молдавија. Значи, сепак станува збор за онлайн надпревар, значи да нагласиме. Да. Без разлика, допатувавте, така, со слика и со тон. И така земавме награди, убави се наградите. Задоволни сме сите. За каков сите. надпревар стануваше? Меѓународен. Виктор, какво признание добити? Јас си ја добив главната награда, Гран При. Да. Многу сум среќен поради тоа, бидејќи сепак меѓународна надпревар е надпревар каде што има доста голема конкуренција од различни држави. Во категорија имаме и различни возрастни групи, така да баш ми е задоволство што искрено се надевав, ама не очекував да ја добием оваа награда, ама сепак... Твојот моќен глас надалеку се слушна, да ти кажам. Да. И Викторија? Јас на тој надпревар земав второ место, исто така ми е огромна чест, но можам да се пофалам со останати значени награди, како например прво место на државниот надпревар за млади музичари и прва награда. Тоа си некои 2 различни години. Исто така второ место на меѓународниот надпревар Art in Experience. Тие ми сета така позначени. Имаме многу признани, имаме многу награди. Искра, ако може да кажеме, некои од уметниците го искористија изминатиот период да одморат, да творат за затворени врати, па да го чекаат периодот да стивне се, па да покажат се што направиле и да го покажат тоа што го работеле изминатиот период, вие не застанавте. И затоа е толку многу признани и толку награди. Каков беше изминатиот период за вас? Изминатиот период се мисли, предпоставам, време корона. Да, сите што малце не сроза на некој начин. Големо добро е тоа што успеавме да издействуваме, да ни дозволи, значи, и образование и самата држава, да ни дозволи работа со физичко присуство. Значи, да работиме и да учиме. Сепак станува збор за индивидуална настава, значи тоа мора да се потенцира, затоа и ни беше дозволено сето тоа, значи јас имам час со еден ученик 45 минути. Значи не е тоа група на ученици, не е групна настава, и затоа е индивидуална настава. Така да и затоа се вика соло пеење, не е хор. Да, природата на професијата тоа си го дозволува, така да се даваме многу како професори и се разбира дека очекуваме многу. Затоа што сепак имаш час со еден ученик 45 минути, како и да збориш, што и да правиш, значи секој се сврти и наопаку и попреку и секако.
добиваме, навистина добивам огромен фидбек од нив. Јас можам да бидам само горда и морам да нагласам дека ова е само дел од мојата класа, кој што моментално, значи, се вратија со награди од Молдавија. Станува збор за интернационален фестивал, каде што е офатени се многу категории и многу правци. Значи, не станува збор само за пеење, станува збор за инструменти, значи, од разни типови видови, и станува збор за не само класично пеење, него тука мислам дека имаше категории за естрадно пеење, имаше за етно пеење и така натаму. Молдавија мислам дека ние планиравме да одиме, меѓутоа ситуацијата е ваква каква што е и сепак се они, јас ги викам деца, иако се двајца матуранти, она е трета. Тоа сакам да кажам колку години има. Сепак во класа, како што ми е детето од дома, така ми се они на работа, значи одговорноста е голема. Искрено, што значи ова за нив? Што значи? На тоа дека тие се млади, се уште и образованието го заокружуваат и уште не се влезени, може слободно да кажеме, во оној свет на нивно соло представување. Иако сега веќе се представуваат, така, но да бидат засебно од тебе. Апсолутно, да. Они се засебно од мене кога настапуваат сами. Јас секогаш им кажувам дека не може професорот да застане да пее место нив, дека они морат сами, дека се тоа што нашето, секогаш се кажува нашите 5 минути, нели? Да. А некогаш се и 3 минути, зависно од композицијата, може да биде многу кратка. Зато искористи ги. Апсолутно. Мора да се, значи нема срам, нема сега, леле, не можам да се снајдам, нема, значи концентрацијата мора да биде врв, за да не биде залудно работењето преку целата година. Така, да. Да. И верувам дека слушате, покажи се што си научил. Сега се што научи. Покажи, строга ли е Искра? Ама дали знаете дека така повеќе ќе научите, така ред и дисциплина се здобива потоа во животот. Знаете како потоа кога ќе застанете на некоја сцена, па преполна публика, па еден глас кој ќе пуштите. Се тоа вродува со плод. Што за вас значи ваквото представување и можност пред се станува збор за фестивали кои што колку учесници се вклучени? Верувам дека голем број. Од целиот свет. Да, од целиот свет. Може со тебе да почнеме сите тројца, ќе ве прашам. Па пред се е големо искуство. Не знам, до сега немам искуство со онлайн надпревари, ама интересно ми беше целиот тој подготовката и сето тоа. Интересно ми беше. Виктор? И убаво искуство. Па, ваквите онлайн надпревари не го носи тоа чувство како кога си на сцена, тој надпреварувачки дух, но сепак големо искуство, голема мотивација за плюс работа, за плюс труд, така да искуството е најважно, мислам. Па добре да ги слушнеш и другите изведувачи, да купиш знаење, колку толку начин на изведби и да знаеш до каде си. Викторија? Па, како што кажа Виктор, нели, друго е кога надпреварите се одржуваат во живо, друга енергијата, нели, сите помалку трема, имаме позитивна нормално. Да. Но сепак и сега бевме во исчекување за кое место ќе бидеме и слично. Така што мислам дека не само овој надпревар, туку и минатите надпревари беа и се едно многу големо искуство за нас. Така што само се мотивираме да учествуваме на уште повеќе надпревари и да имаме уште поголеми достигнувања. Да, ова е одлична можност пред се додека се уште учат, да можат и да го стекнат она другото искуство за кое што се чекаат да го завршиш образованието, па веќе нели да тргнеш. Знаете, ние сме некако, јас секогаш знам да направам компарација и споредба со спортисти. Значи, спортист не би бил спортист, фудбалер. Некако гените ме влече да го кажам тој збор. Значи, не би бил фудбалер доколку нема утакмици. Значи, тренинзи се друго, утакмици се друго. Значи, тоа важи и за нив. Доколку нема настапи јавни, значи, ние тргнуваме и тие настапи ги имаме многу и во нашето училиште, значи, обавезно имаме еден полугодишен и еден годишен концерт на класа, каде што влага во програма, каде што, така кажано, мораме да се покажеме. Да направиме, така. И тоа е добро за нив. Меѓутоа, во текот на годината имаме страшно многу надпревари, претерано многу, така да јас
па да не кажам од 100%, може би 90 и нешто учествуваме во сите. Тоа е за нивно добро, они мора да знаат, мора да се снаоѓаат на сцена, значи сцената знае да биде многу сурова, публиката знае да биде многу сурова, меѓутоа е и реална во исто место, така да они се свесни за сето. Тоа одговорноста е голема кога ќе застанеш на сцена. Јас секогаш им кажувам, не учиме само вокал, станува збор за класично пеење, тука мора да биде вметнато и движење на сцена, однос со публика, како треба да застанеш, како да погледнеш, како да се насмееш. Значи многу работи кои што се учат на факултет, кои што јас ги учев кај нив сега факултетите малку имаат и промена. Образованието трпи промена секако. Не знам дали ќе ги имаат. Јас посетував 2 предмета од факултет за драмска уметност, актерска игра и сценски движења, така да многу работи, пример, доколку они ги немаат, јас сум тука да им ги пренесам, да им ги покажам, да едноставно доколку го имаат тој збор на срам, иако јас се уште го имам, меѓутоа кога влагам на сцена, мораш да бидеш друг, затоа што сцената едноставно може да те изеда. Мораш да се покажеш, би било штета, они се прекрасни вокали, да не успеат тоа да го покажат од трема, пример. И мора да се совлада сето тоа. А тоа совладување е преку тие живи настапи. И преферираме да бидат живи, сега добро. Онлайн се случија, навистина бевме хиперактивни време корона, и имавме страшно многу онлайн надпревари, меѓутоа ни е многу мило што се вративме, да кажам и брзо до некаде, меѓутоа тоа вроди со плод затоа што ги имавме на часовите со физичко присуство. Значи тоа мора да се потенцира затоа што не може еден пејач онлайн, па клавирот дали се слуша, па тонот кој ќе го отсвирам од дома на клавир, они додека го слушнат да се распеат, па дали си точен, па не си, па отварај вака уста, па направи вака, па исправи се. И икс работи има. Значи тоа е страшна машинерија пред да излезе оној производ на крај, што го очекуваме сите да биде убав, нели? И затоа јас секогаш знам да им кажам било што да направат и било што да кажат, да испеат, така натаму. Значи, пред се мора добро да го размислат и сега ќе употребам на реченица, стануваме, изгледа сите професии како кројачите 3 пати мери еднаш сечи. Мораш да внимаваш. Значи, мораш да внимаваш. Сепак се они сите што имаат таа јавна професија. Деца, не можам да кажам деца, они се средошколци, матуранти, двајца. Меѓутоа, јас ги чувствувам како своји деца, затоа што ги зимам од прва средно и се кај мене во моја класа додека не матурираат, буквално ги гледам како созреваат. Не како растат, него како созреваат. Искрево, најважните години се со тебе. Тоа е една многу голема одговорност и но и гледам колку многу те прават горда, те исполнува работата, се забележува тоа. Навистина многу ми е драго што те видов прво толку полна со живот, среќна, расположена благодарение на дел од екипата. Така, дел од екипата, кој што го прави истото. Сакам да ви се заблагодарам што бевте гости тука кај нас, што вашите успеси тука ги промовиравте. Се вративте од короната, но јас пак ќе кажам, ти никогаш не те заборавивме како Искра Трпева, твоите настапи, твоите песни си уште живеат. Може би некогаш ќе ни дојдеш тука вратена повторно на сцената. Зашто да не? Јас не сум се повлекла целосно, нема тука, не сум се повлекла целосно, меѓутоа периоди во животот секогаш се како ги чувствуваме така ги правиме. Благодарам, ќе ви бидам гостин апсолутно, само уште нешто да надополнам. Да си резервирам јас. За кога ќе дојде периодот. Само уште нешто да надополнам за се во ова, значи не чекаат уште многу надпревари оваа учебна година. Значи уште во декември имаме меѓународен надпревар, онлайн е тој. После следи државен надпревар, кој што е со живо присуство на наредното полугодие. И наредното полугодие имаме и камерна музика во живо присуство, меѓународен исто надпревар. Значи, јас сум професор по соло пеење, камерна музика и прима виста. Значи, се што е поврзано со вокалот, е кај мене. Значи, да. Значи, јас пак ќе кажам, мора тој твој вокал кој што е толку впечатлив да се врати повторно. Ето тоа.
Благодарам. Пак ќе кажам да искористам приликата. Благодарам прво што излеговте во пресред, што за овие прекрасни деца ги има навистина многу. Луи изобилува навистина со огромни таленти чисти и гости заслужуваат внимание апсолутно. Ви благодарам, нижете успеси, се гледаме во следна прилика. Благодарам. Благодарам.